Возачот на мотоцикл кој на 1 јули годинава на пешачка патека на кеот на Вардар го пригази 68 годишниот Југослав Николовски, призна вина за сообраќајката, но не и за дело дека не укажал помош по несреќата. Се чувствувам виновен за сообраќајката, што не би сакал на никој да се случи тоа. Големо сочувство за фамилијата, да можам да сменам нешто би направил. За давање помош сум давал помош, да има камери таму. Кажувам дека сум давал помош на покојникот и не се чувствувам виновен за тоа. Пресуда ќе има за 2 недели, а судењето за укажување помош ќе продолжи на 11 ноември. Обвинетиот, иако Дедољубе лежал облен во крв, по несреќата го оставил мотоциклот и го напуштил местото на несреќата. Сопатникот на мотоциклот, иако повреден, покажал доблест и осранал на местото додека дојде увидната екипа. Семејството на починатиот Југослав Николовски најави барање на оштета, додека сопатникот на моторот рече дека не бара обештетување и се откажува од кривичен прогон на обвинетиот. Фамилијата е доста вознемирена, не би сакале да давам изјави, ќе продолжат судењата. Се надеваме дека правдата во Македонија ќе функционира и дека некој што направил вакво дело, дело кое што не може да се прости едноставно, да човек да оди да фрли ѓубре и на пешачка патека на кеј го прегази мотор и избега. Неаме едноставно коментар, се надеваме дека правда ќе има толку. Фато Нури возел мотоцикл Кавасаки, без регистарска табличка и без возачка дозвола, по пешачката патека, покрај зградата на улицата Јован Хаџи Константинов Џинот, каде го удрил Николовски, кој од тешките повреди починал следниот ден. Според обвинението, наместо да укаже помош, Нури го оставил моторот и пеш го напуштил местото.